На денешен ден, 9 април, пред точно 108 години во Скопје се одиграл првиот официјален фудбалски надпревар на територијата на Македонија. По повод одбележувањето на 9 април, денот на македонскиот фудбал, представници на Фудбалската федерација на Македонија, предводени од председателот Илчо Ѓоргиевски, генералниот секретар Филип Поповски, наши фудбалски великани и фудбалски хроничари положија свежо цвеќе пред споменикот со првата фудбалска топка. На денешното скромно одбележување на денот на првиот надпревар, кратко предавање за историјата на нашиот фудбал пред младите фудбалери од Академијата на Фудбалската федерација на Македонија одржа Ивко Панговски. Во 1909 година, на Великден, група турски војници и офицери на школување во западноевропските земји одиграле надпревар меѓу себе на импровизираното игралиште на Полјаната зад учителската школа во населбата Идадија во Скопје. Првите фудбалери биле турски војници што престојувале во касарната во Скопско Дебармало, а денот бил толку студен што на полувремето играчите морале да ги облечат шинелите за да се стоплат, раскажува Ивко Панговски, еден од доајените на македонското спортско новинарство и хроничар на македонскиот фудбал. 2 години подоцна, во 1911-та, е формиран првиот фудбалски клуб во Македонија под име Ускип, односно Скопје. Предходница на спортскиот клуб Вардар во 1912-та, на Пелистерот Битола во 1914-та и на Војновик во 1915-та.